Почитуван колега, го спомнавте здравството и не можев да не ви се јавам. Рековте дека за здравството се издвоени за здравствена заштита, поточно 45,7 милиарди денари, средства кои ќе се реализираат преку Фондот за здравствено осигурување. Тоа се средства за здравствени услуги, исплата на обврски на здравствените установи, како и обезбедување средства за зголемени плати за сите вработени во јавното здравство, согласно општиот колективен договор. Меѓутоа, колега, во овој буџет нема средства, намалени се средствата, нема средства за изградба на клиничките центри, Мајка Тереза, за Штип, за Општа болница Кичево. Тоа се проекти кои што наназад години се спомнуваат во буџетите, а никако да се реализираат. Нема средства за едукација. Како ќе ги задржиме докторите? Нема средства за превентива, нема средства, превентивата е најважна, затоа што куративата, лекувањето е многу по-скапо и бара повеќе средства од самата превентива. Нема издвоено средства, пак се намалени средствата за инсулин, за болните од СИДА, за ТБЦ болните. Да, има средства за опрема, лесно се прават набавки за опрема и тоа може да се употребат тие пари и за пред избори, за избори. Има средства издвоено за возила, за купување на возила. Према пресметките и према средствата кои што се издвоени, 24 милиона 796 евра за едно возило, такви се пресметките, може да се за овој износ од 145 милиона и во буџетот кој што се издвоени, ако едно возило е 24 милиона 796 евро, зборуваме за болничко возило, ќе се набават 67 возила. Меѓутоа, колега, и почитувано мнозинство и министер, овие возила да се наменат токму таму каде што треба. Затоа што на сите градови им требаат опремени и добри болнички возила, затоа што болните треба сигурно да стигнат и безбедно до таму каде што се тргнале, до клинички центар Скопје, клинички центар Штип или Битола. Исто така има големување на здравствените услуги, меѓутоа овие средства за здравството многу се малку. Треба да се издвојуваат повеќе средства, затоа што здравствените политики треба да бидат над сите други политики. Ако зборуваме за унапредување на човечкиот капитал, тоа е вложување во здравство,